Лешке сосема нормално е да ги решавате проблемите, затоа дојдовте на власт, за да решавате проблеми, а не да ги удвостручувате проблемите. Никој не очекува да исчезнат сите проблеми, но мора да се решаваат, а не да се трупаат проблеми. Значи, нормално е дека имало проблеми, затоа граѓаните одлучиле да превземе власта друга политичка партија, која што треба да ги решава. А колку ги решавала, ќе се видите на... Значи, не е признание. Воопшто не е признание. Значи, не можат сите проблеми, кога вие ќе завршите сега со владење, сметате дека готово све што се сработало е решено и новата власт ќе дојде и ќе почне со други проблеми. Не, колешке, проблемите тековно се решаваат и тековно искрснуваат и треба тековно да се решаваат, што вие не успеавте тоа да го направите и тоа е факт. Во времето на ВМРО ДПМНЕ, пошто спомнавте, сега ќе ви спомнам само неколку работи кои што се работеа. Значи се пуштија во работа неколку нови производни постројки. Ветерниот парк во Богданци од 35 мегават, хидроцентралата Света Петка, потоа сите постоечки хидроцентрали беа ревитализирани, што значи стана како нови постројки. Претходната влада, предводена од ВМРО ДПМНЕ, направи најголем развој на гасификацијата во историјата на Република Македонија и тоа се изготвија идејни проекти за над 800 километри гасовод и основни проекти за над 370 километри гасовод. Се поврза комбинираната гасна електрана Тето со системот за пренос на природен гас, со што се овозможи замена на мазутот со природен гас како еколошки енергенс и се допринесе до намалување на сметките за парно. Се изгради магистрален гасовод до слободната економска зона Бунарџич и до аеродромот Петровец во Скопје. Се изгради гасовод до топлана Запад Скопје, со што повторно мазутот се замени со природен газ. Се изгради гасоводот од Куманово до Штип во должина од 60 километри. Започна изградбата на гасоводот Штип Неготино Кавадарци Прилеп Битола во должина од 128 километри. Започна изградбата на гасоводот Скопје Тетово Гостивар во должина од 86 километри. Уште во 2016 година се склучи меморандум за изградба на интерконекција за природен газ Македонија-Грција. И не знам уште колку треба да ви читам за да сватите дека некој работеше, а некој создава кризи во низи. Еднаш реков, ќе повторам пак, и тоа е се што можете да го правите, да создавате кризи. Ви благодарам. За реплика е